Благодарам на поканата. Јас денеска ќе зборувам за социјална правда и подобра живеачка низ призмата на добро управување и борба против корупција. Кога зборуваме за социјална правда, зборуваме пред се за еднаков пристап на граѓаните кон институциите, односно фер третман на институциите за сите граѓани подеднакво. Тоа значи еднаквост пред законите, еднаквост на шансите, еднаквост и праведност во дистрибуцијата на јавните средства и на тоа кој што и како добива во општеството. Затоа мислам дека не можеме да зборуваме за социјална правда во услови на заробена држава, во услови кога институциите не се еднакви за сите, односно кога некои се, ајде да кажеме, поеднакви од другите. Бидејќи тоа креира, како што споменав, нееднаков пристап, партикуларизам и граѓаните се третирани во зависност од нивниот статус, од тоа кои колку го познаваат, од тоа дали се членови на одредена политичка партија и така натаму. Значи, верувам дека многу е важно да зборуваме за добро управување пред се. Неколку збора за корупцијата во Македонија. МЦМС во 2013 направи големо истражување со популација за корупција во Република Македонија и главни два наводи се дека 1/3 од граѓаните во текот на 2013 година, кои имале, 1/3 од оние кои имале пристап до државната администрација на еден или друг начин, на 1/3 им било барем еднаш побарано мито. Тоа Миша Поповиќ го пресмета и тоа значи минимум 331 коруптивна трансакција во една година. Од друга страна, 2/3 од граѓаните веруваат дека институциите се корумпирани и дека доколку тие имаат одредена комуникација со институциите, некој во институциите ќе им побара мито. Ова беше за она ниската корупција од ниско ниво. За корупција од високо ниво имаме многу индиции и господинот Заев минатата година, цела година покажуваше примери за висока корупција, така што сега не би одел натаму, но и таа е широко распространета во Република Македонија. Сега, иако корупцијата е распространета, таа се уште не е препознаена во Македонија како доволно голем проблем. Нашето истражување покажа дека е на 5-то место рангирана како еден од главните проблеми во општеството, иако во другите држави од регионот е секаде на прво или на второ место, притоа имајќи слични нивоа на корупција како овие што сега ви ги спомнав. Корупцијата и сиромаштијата се во многу цврста корелација. Светските истражувања покажуваат дека корупцијата влие врз квалитетот на алокација на јавни ресурси, е во корелација со повисоки нивоа на фискален дефицит, даночна евазија, секако во покорумпираните општества има пораспространета сива економија, капацитетот за апсорбција на ЕУ фондови е понизок, учеството на жени во политичкиот живот е пониско и секако зад корупцијата се крие, односно како продукт на корупцијата се крие и поголем одлив на мозоци. Корупцијата не обезбедува еднаков пристап до социјални услуги и јавно здравство. Таа не овозможува меритократија и ги оскратува животните можности за успех, не само на успешните, туку и на оние кои секако се социјално загрозени. Таа креира недоверба во институциите и ја подкопува и делегитимира улогата на државата како редистрибутер на јавни пари за социјални услуги и доколку е распространета може да влие и секако и на купување на гласови. Значи, од корупцијата добиваат моќните и богатите, а губат слабите и сиромашните. Што може да се направи? Граѓанското општество, како чувар на јавниот интерес и промотор на вредности, треба да во секоја можност да влие што е можно повеќе на квалитетот на доброто управување. Значи, треба да се охрабрат граѓаните да пријавуваат корупција. Сега имаме нов закон за заштита на пријавувачите кој обезбедува каква таква, но многу подобро од претходна заштита за граѓаните кои се охрабруваат да
да пријавуваат корупција. Треба да се понатаму продолжи да се гради свеста за социјалната цена на корупцијата, за тоа колку е таа штетна и колку најобесправените во општеството најмногу губат од корупцијата, па затоа не треба да ја прифатат како правило на игра во општеството и треба да се поддржат институциите кои што може да дадат промена. Специјалното јавно обвинителство има историска можност да демонтира заробената држава и да ги охрабри другите институции кои досега беа тивки во борбата против корупција. И од тука потребно е да се врати на агенда борбата на корупција на сите нивоа, бидејќи борбата против корупција е борба против социјална неправда. Ви благодарам, господин Ѓуселов.